дојдовте во видеолекцијата за второ оделение по музичко образование. Денес ќе учиме песна по слух. За каква песна станува збор, ќе откриете сами преку една гатанка. Штом сонце грее, цел ден лета, на секое цветче сака да слета, а потоа од него мед ќе прави, за да бидеме силни и здрави. Што е тоа? Се разбира дека погодивте. Тоа е пчела. Еве како изгледа пчелата и каков е нејзиниот звук. Значи денес ќе обработуваме песната Пчелка. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе ја развиваме музичката меморија, односно ќе ги научиме текстот и мелодијата на песната. Ќе научиме да пееме со правилен пеачки став, односно правилно држење на телото при пеењето. Но исто така и ќе ја развиваме желбата за слушање и пеење на песни. Па да започнеме. Овде имаме еден цвет и преку него ќе видиме колку вие знаете за пчелата. Јас ќе ви поставувам прашања, а вашите одговори ќе ги запишувам на ливчињата од цветот. Што е пчелата? Пчелата е инсект. Во кое годишно време е најактивна пчелата? Пчелата е најактивна во годишното време пролет. Од каде собира пчелата цветен прав? Пчелата собира цветен прав од цветот. Што прави пчелата од цветниот прав? Пчелата од цветниот прав прави мед. Зошто е важно да се јаде мед? Важно е да се јаде мед, бидејќи медот го чува нашето здравје. Ова е текстот на песната Пчелка. Од колку строфи е составена песната Пчелка? Песната Пчелка е составена од 2 строфи. По колку стиха има во секоја строфа? Во секоја строфа има по 4 стиха. Сега ќе ја читаме гласно и изразно песната Пчелка. Почнуваме заедно. Пчелка. Пчелко мила, лекокрила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Брм, 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 правиш сладок мед. Ајде да ја прочитаме уште еднаш и за да ја разбереме нејзината содржина. Пчелка. Пчелко мила, лекокрила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Брм, 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 правиш сладок мед. Сега ќе видиме колку ја разбравте содржината на оваа песна преку неколку прашања. Кому е пчелката драга? Пчелката е драга на децата. Што собира пчелката? Пчелката собира цветен прав. Што прави од цветниот прав? Од цветниот прав прави мед. Сега треба да се распееме. Распејувањето е многу важно затоа што на тој начин го загреваме говорниот и гласовниот апарат, но исто така ни овозможува поубаво да пееме. Пред да се распееме, да се потсетиме на правилниот пеачки став. За да имаме правилен пеачки став, потребно е телото да ни биде
слободно, поопуштено, рамениците спуштени надолу, вратот да биде слободен и главата да биде исправена. На тој начин ќе пееме и полесно, и поубаво, и правилно ќе дишиме додека пееме. Ќе се распееме преку една едноставна мелодиска вежба на слогот ма. Да почнеме. Така, доволно се распеавме. Сега одиме на ритмичка обработка на песната Пчелка. Ова е првата строфа. Текстот од првата строфа е поделен на слогови, затоа што за секој слог има еден тон. Пчелките што се на линијата представени се со различна големина. Имаме пчелки кои се помали, но имаме и поголеми пчелки. Малите пчелки ни кажуваат дека тој тон што ќе го испееме треба пократко да трае, додека кај големите пчелки тонот трае подолго. Исто така, во вториот ред имаме еден символ со раце кои плескаат. Тоа значи на тоа место од песната дека два пати треба да плеснеме со рацете, за да го одржиме ритамот на песната, бидејќи во песната на тоа место има пауза. Сега ќе го читаме текстот на песната по слогови, за да го научиме поубаво. Почнуваме. Пчелко, мила, леко, крила, драга, си ми, знај, брм, 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 драга, си ми, знај. Сега најпрво јас ќе испеам песничката ритмички, како треба да биде, и со плескање на рацете, за да видиме кој тон колку трае. Пчелко, мила, леко, крила, драга, си ми, знај, брм, 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 драга, си ми, знај. Ајде сега вие со мене. Почнуваме. 3, 4. Пчелко, мила, леко, крила, драга, си ми, знај, брм, 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 драга, си ми, знај. Така, тоа беше првата строфа. Сега одиме на втората строфа. На ист начин прво ќе го прочитаме текстот по слогови. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав, брм, 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 правиш сладок мед. Сега повторно ритмички ќе обработиме. Најпрви ќе ме слушнете мене. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав, брм, 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 правиш сладок мед. Така, штом песничката ритмички ја обработивме, го утврдивме ритамот, незиниот ритам, сега одиме на мелодиска обработка на песничката. Ова е првата строфа. Првата строфа ја поделив на 4 музички целини. Во првата музичка целина, ова е текстот, меѓутоа на текстот има цветови, кои што се со различна висина и на нив има пчелка.
Зошто се тие со различна висина? Затоа што тоновите се различни по висина. Пчелката која што се наоѓа на повисокиот цвет, значи е на повисоко, тој тон се пее повисоко. Додека пак кај што е пчелката на понизок цвет, значи и тонот ќе биде понизок. Имаме два символи кои што сега ќе ги објасниме. Првиот символ со раката значи дека на тоа место траењето на тонот е подолго, односно треба да останеме подолго време на тој тон. Додека другиот символ значи дека на тоа место во песната треба да земеме воздух, за да можеме понатаму правилно да пееме во песничката. Сега јас ќе ја испеам првата музичка целина, вие внимателно ќе ме слушате, а потоа ќе ја повториме заедно. Пчелко мила, леко крила. И уште еднаш слушнете. Пчелко мила, леко крила. Ајде сега ќе пеете заедно со мене. 3, 4. Пчелко мила, леко крила. И уште еднаш. 3, 4. Пчелко мила, леко крила. Сега одиме на следната музичка целина. Во оваа музичка целина имаме само еден знак, значи на тонот кај зборот знај треба повеќе време да се задржиме. Сега ќе ја испеам и втората музичка целина. Драга си ми знај. И уште еднаш. Драга си ми знај. Ајде сега вие со мене. 3, 4. Драга си ми знај. И уште еднаш. 3, 4. Драга си ми знај. Сега ќе ги поврземе првата и втората музичка целина. Ќе ме слушнете еднаш како ќе ги испеам јас, па потоа одиме заедно. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Одиме заедно. 3, 4. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Така, сега одиме на третата музичка целина. Тука имаме исто така неколку знаци. Овие ни кажуваат на кои места треба да земеме воздух, а овие знаци каде да плескаме со рацете. Сега ќе ја испеам прво јас, па потоа вие со мене. Брм, 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 брм. Ајде уште еднаш слушнете. Брм, 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 брм. Ајде сега заедно со мене. 3, 4. Брм, 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 брм. И уште еднаш. 3, 4. Брм, 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 брм. Така. Сега ќе ги споиме трите музички целини. Ќе испеам еднаш јас, а потоа вие со мене заедно. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 брм. Ајде сега одиме заедно. 3, 4. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 брм. Така. И последната целина, таа се повторува, како втората целина е исто, само ќе ја повторам еднаш јас, а потоа вие по мене. Драга си ми знај. Ајде сега вие со мене. 3, 4. Драга си ми знај. Сега ќе ја повториме целата прва строфа, мелодиски како звучи, меѓутоа тука забележавме дека пишува дека вториот ред на песната треба да се повтори 2 пати
И сега кога ќе пееме, на тој начин ќе пееме. Прво ќе ја испеам првата строфа сама, потоа вие со мене заедно ќе пеете. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Ајде сега да испееме заедно. 3, 4. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Сега ќе ја испееме уште еднаш песничката, ама тоа ќе биде со придружба на музика. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Така, сега одиме со обработка на втората строфа. Ова е првата музичка целина. Мелодијата е иста, само текстот е сменет. Сега ќе испеам еднаш јас, а потоа вие со мене. Секој ден ти шириш крила. Ајде сега вие заедно со мене. 3, 4. Секој ден ти шириш крила. И уште еднаш. 3, 4. Секој ден ти шириш крила. Така. Одиме сега со втората целина. Збираш цветен прав. Одиме заедно. 3, 4. Збираш цветен прав. И уште еднаш. Збираш цветен прав. Добро, сега ќе ги поврземе првата и втората музичка целина. Слушнете ме еднаш мене. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Ајде со мене заедно. 3, 4. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Така, сега побрзо ќе одиме со обработка, зашто мелодијата веќе ни е позната. Одиме со третата музичка целина. Брм, 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 брм. Ајде да повторите вие со мене. 3, 4. Брм, 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 брм. Така, сега ќе ги поврземе трите целини. Слушајте внимателно. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Брм, 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 брм. Така, одиме сега заедно. 3, 4. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Брм, 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 брм. Одиме сега на последната целина и се пее вака. Правиш сладок мед. Одиме заедно. 3, 4. Правиш сладок мед. И уште еднаш. Правиш сладок мед. Сега ќе ги поврземе сите 4 целини од втората строфа. Почнуваме. 3, 4. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прав. Брм, 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 брм.
правиш сладок мед. Брм, 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 правиш сладок мед. Сега ќе ја испееме втората строфа со музика. Секој ден ти шириш крила, свираш цветен прав. Брм, 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 правиш сладок мед. Брм, 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 правиш сладок мед. Така. Сега да видиме што научивме денес. Дали ја развивавме музичката меморија и дали добро ја запомнивме песната Пчелка. Сега ќе ја испееме целата песна, значи ќе ја поврземе и првата и втората строфа и ќе ја испееме со придружбена музика. Повторно да се подсетиме на правилниот пејачки став. Исправете го телото, главата е исправена, вратот да биде слободен, рамениците спуштени и почнуваме. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Секој ден ти шириш крила, свираш цветен прав. Брм, 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 правиш сладок мед. Брм, 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 правиш сладок мед. Ќе испееме песничката уште еднаш, за да ја запомниме убаво. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Секој ден ти шириш крила, свираш цветен прав. Брм, 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 правиш сладок мед. Брм, 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 правиш сладок мед. Одлично, ученици. А сега, на крајот од часот, сакам да ви дадам неколку задачи. Првата задача е да направите детски музички инструмент тропалка, за кој напатствијата ги имате на следниот линк. А потоа, ќе ја испеете песничката Пчелка со тропање со тропалката по ритамот на песничката. Така песничката добро ќе ја запомните, но имате и втора задача. Слушајте песнички од детските музички фестивали. Така ќе го развивате чувството за ритам и за мелодија, но исто така ќе го развивате и музичкото помнење и музичкиот вкус. Музиката расположува, па уживај во слушањето. Се надевам дека уживавте во оваа видеолекција. До гледање и се гледаме во следната видеолекција.